Филтер станицата ќе обезбедува здрава вода за пиење за 16.000 жители од Пробиштипско-Злетовскиот крај, за што ќе се користи водата од хидросистемот Злетовица. Владата на Република Македонија го поддржа овој проект, пронаоѓајќи стратешки партнер за неговата изградба. Во вакви тешки времења, кога економската ситуација е прилично сложена, не е лесно да се обезбедат финансиски средства. Меѓутоа, ентузијазмот, решеноста, одлучноста и визијата што ја имаше локалната власт тука и градоначалникот пред се Тони Тоневски не ни оставија дилема во ниеден момент дали владата со помош на меѓународните пријатели треба да се вклучи во решавањето на овој проблем. Да се обезбедат 1.400.000 евра колку што чини оваа пречистителна станица несомнено не беше едноставно. Процесот го почнавме уште пред 2 години, кога првите пари, 800.000 евра, ги обезбедивме од Јапонската агенција за развој JICA. Повеќе деценискиот проблем со водата за пиење ќе биде решен. Обезбедени се 1.400.000 евра за изградба на филтер станицата, која се очекува да биде готова до крајот на декември оваа година. Денес сме на чекор од реализацијата на овој најзначаен проект за нашата општина. Граѓаните на општина Пробиштип со децении се соочуваа со еден сериозен проблем. Се соочувавме со недостаток на квалитетна вода за пиење, а во летниот период проблемот ескалираше со сериозен недостаток на вода. Сиве изминати години сите ние очекувавме решавање на овој проблем, кое не се случи се до денес. Благодарение на поддршката и заложбите на владата на Република Македонија, благодарение на словенската влада, благодарение на Јапонската агенција за меѓународна соработка, ние денес ги поставуваме темелите на овој значаен проект. Градежните работи на филтер станицата во Пробиштип ќе ги изведува компанијата Искра системи од Љубљана, Република Словенија, а подизведувач на работите ќе биде Бетон од Скопје.